Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Наш вечерашен гостин во оваа емисија е Илија Даов, учител по јога во Сурија Сонце. Господине Даов, добро вечер и добро дојдовте во 15 минути со на програмата. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав на сите гледачи на каналот ВИС. Така. Повеќе пати сте биле гостин на програмата на ТВ каналот ВИС, но прв пат во емисијата 15 минути со. Ова е поводот за вашето гостување, 22 години од постоењето на Сурија Сонце. Како вака да поминаа? Да, за тие што беа редовни, организирано практикување, бидејќи има поедини случаи кои лично ги познавам, кои и пред тоа практикувале во нашиот град јога, но организирано практикување е од 11 ноември 1999 година, во минатиот милениум е тоа. Така, значи вие постоите 2 века. Кога еден ден ќе пишуваат за вас, ќе пишува постоја кон крајот на 20-тиот и почетокот на 21-тиот век. Па ако веќе така си играме, тогаш можеме да кажеме со нашите 22 години искуство дека ова ни е вториот милениум. Така, може и така. Уште по-јако. Уште по-добро. Добро. Кога се ќе се собере одземе 22 години Сурија Сонце, што останува како резултат? Како резултат останува задоволството кога ќе ги видите мирните, спокојни лица или многу често и насмеаните после часот, а тоа што не се гледа, тоа е задоволството од високиот имунитет на секој од практикантите, што значи дури и тие што успеа да бидат позитивни на минатото лудило, уствари се уште трае, тие што беа позитивни, многу брзо закрепнаа. Браво. Добро, а кога сме веќе кај добрите впечатоци на оние кои доаѓаат кај вас, пред да влеземе во студио, ви раскажав една мала приказна, бидејќи јас и вие живееме не така далеку, од нашето мало, поминуваат дел од жените кои доаѓаат кај вас на часови, и видно е, повеќе од видно е дека тие се многу добро расположени, изгледаат свежо и многу разговараат, дури поминуваат низ нашето мало. Тоа е резултат на она што им се случило. Да, а што точно се случува? Значи, во поранешните емисии, зборувам сега за општиот аудиториум, моите практиканти тоа го знаат, нагласувам многу често дека што се случува за време на јога практикувањата. Значи имаме дел од часот во кој прво ги смируваме мислите, затоа што тоа е процес кој постојано нешто ни налага, умствениот процес кој ќе го сопре, ќе биде многу среќен. Така. Ние имаме разни техники, дури и техники кои, да кажеме, со одбројување нешто назначуваме и така натаму, за да го намалиме умствениот процес. Така. Но кога целосно ќе го застанеме, тоа потребно е долго искуство, затоа што нам ни налага прво тековното живење, динамиката со која вие имате некакви обврски, па дури и да немате. Ние сами си измислуваме. Сами, поточно не сами, тоа понекогаш не е во нашата свест,
Тоа е во Значи, подсвеста. Тоа е во подсвеста и подсвеста ни налага, ти сега имаш време, можеш и тоа да направиш, и ти се ствара внатре една чорба каша од задолженија, од мисли, и ние се изморуваме од мисли. Така. Кога викаме потребно ни е смирување, или тие понапредните, се вика потребна е медитација. Така. Медитацијата е всушност намалување на мозочната активност. Тука се најнапред руските научници, кои имаат такви апарати за мерење на мозочната активност. Се разбира, тука има многу електроди, тие ги познаваат мозочните центри каде се, ќе ги изнаредат електродите, и Нешто како електроенцефалографија, кога се прави снимка на истите електроди се. Така, истите така. електроди се. Така. И на тој начин ја мерат мозочната активност. Еден од индиските йога учители, да не правам реклама, Добро. на некоја од тие светските познати телевизии, гостува на некаква емисија и му кажале, може ли да измериме мозочната активност, сме прочитале дека така се случува, вака се случува. И викам, може, да. Го наредуват и секој има техника на смирување, тој ги затвара очите, се смирува и таму гледат права линија, нема ништо не се случува. И викат, нешто не е во ред. Како мозочна смрт, не, како тука некаде. Не се вика мозочна смрт, ами мозочна неактивност. Добро. И оди еден го буцкаат, за да предизвика реакција. Така. И после таа сеанса вика, никогаш повеќе нема да се согласам, да ми мерите, ме вознемирувате. Така. Вика, ние мислевме дека не е исправен апаратот. Како тоа се постигнува? Или тоа не е за пред телевизија? Не, за пред телевизија, за секаде јогата нема ништо скришно. Така. Значи, Тоа е многу важно за спокојот на еден човек. Да. Спокојот е најважната работа, дали? Ние многу нешто знаеме, Добро. но сме многу нестрпливи. Сакаме веднаш. Нешто сакаме, што го знаеме, сакаме да го добиеме веднаш. Така. А вие во вашиот континуитет од 6 децении, зборувам сега Така. конкретно за вас, имате некаков ритам на живење и вие сте навикнати на тоа. Така. И наеднаш доаѓате вие прва година или прв месец на јога и со простирката и викате, учителе, јас сакам да медитирам. И јас ќе ти одговорам, да, и јас сакам, но јас ќе медитирам, ти ќе гледаш. Така. Не, зошто, еве, јас читав така вака. Вика, ќе ти одговорам со прашање. Конкретно се работи за еден доктор специјалист и вика, ти си доктор специјалист? Да. Епа вика, и јас сакам да сум доктор специјалист, сум читал многу нешто и сакам, еве, првиот час, сакам да сум доктор специјалист. Не може така, ти треба прво да положиш приемен, значи да имаш одредено знаење од биологија, од хемија, од физика и така натаму, тоа што треба за приемен. Така. Значи, треба да имаш Анатомија, физиологија, така. одреден капацитет на знаење. После тоа, одиш 6 години на медицина и ако покажеш успех, значи пак треба да имаш, да насобереш уште капацитет на знаење и после да се определиш или да те определи некоја комисија за каков афинитет имаш ти, да одиш на специјализација. Така. И јас викам, па тоа се повеќе од 10 години. Тој ми вика, па да. Епа да. Епа викам, па ти си одговори сега на прашањето, не можеш уште сега да медитираш. Така. Без разлика, мислам тоа е повеќе како шала, но
процесот за да дојдеме до медитација или да го смириме умот, мораме прво да ги кажеме трите постулати во јогата, а тоа се контрола над сите движења на телото. За тоа треба да го поминеме физичкиот дел од јогата или асаните. Вториот постулат е контрола над дишењето. Ние дишиме рефлексно. Сега дишиме рефлексно. И плитко. Точно така, сликовито, значи од нашиот капацитет, јас имам помал капацитет од твојот габарит, Така. но возрастен човек има помеѓу 5 и 7 литри капацитет на дишниот систем. Така. Но без разлика, ние дишиме само со литар и пол. Затоа што немаме адекватна техника на дишење, така. Не, задоволни сме со употребата, демек ние вегетираме со тој литар и пол што го дишиме, дури и физичките работници. Тие што работат физички, нели викаме се задишува, пак дишат со литар и пол. Така. Затоа И се вели техниките- да дишиш со полна плуча, нели? Со полни гради. Да, или со на полни македонски, гради, да. И кога ќе го совладаме и начинот на дишење или техниките, ние работиме со околу 80 на типови на дишење. И третиот постулат зависи од првите два. Така. Ако добро ги совладаш сите движења, контрола на сите движења, контрола над дишењето, тие две ќе ти покажат што треба да правиш за да Така. го контролираш умот. Така. На тема јога има многу што да се зборува, но она што живо ми интересира. 22 години постои Сурија Сонце и кој е тој клучен момент, која е таа иницијална каписла која ве натера, сега од денес ќе се занимавам со јога. Пред тоа знаеме кој беше Илија Даов. Илија Даов, струмичани го знаат како добар инструменталист, како добар музичар, член на повеќе групи и така натаму. И одеднаш Илија Даов станува јогист. Пресудно беше, значи, од тоа стоење на сцена, од држење Гитара, инструмент така. кој понекогаш, по некој инструмент имам и се уште имам повеќе гитари, некој од нив тежи и по 7 килограми и во зависност од настапот не е помало од 4 часа. Тогаш да. немаше како сега високо столче па седни си, не, цело време беше на нога. И тоа резултираше со проблем на половината. Нередовно спиење, Така. значи нешто што не е природно. И тоа сакавте да го... И добив некакви диагнози. Се обидов со конвенционалната медицина. Се обидов затоа што така нас не учеа. Не успеав со не знам какви резултати. Сосема мало подобрување имав. Дури одев и на физикална терапија неколку години по месец, два и така натаму. И после набрзо после терапијата, после физикалната терапија, пак ми се враќаа проблемите и имав од љубопитство, имав купено 2 книги по јога. Едната е од Шри Чинмој и се вика Медитација. Поточно се вика дали можеме сите да медитираме. И втората беше за асани, но тоа само како ќе го прочиташ, се ти е јасно, но затвори книгата и не знаеш ништо. Затоа што јогата не се учи од книга, не се учи од YouTube. Не се учи зборувајќи за јогата. Се учи непосредно, така, преку учител. Со практикување. Со практикување. Така. Со практикување, но има
методолошки начин, не е само ајде сега овие асани, не е само физичкиот дел. Така. Сега, ако пред повеќе од 22 години тоа беа причините да почнете да се занимавате со јога, кои беа причините од обичен јогист да станете учител? Сакавте тие ваши искуства да ги споделите, да им помогнете на луѓето? Не беше баш така. Значи, на почетокот во Македонија постои Јога Сојуз со еден учител кој јас многу го почитувам се уште, иако последните 10 години не припаѓам во Јога Сојузот. Тоа е учителот Павлос Хасанагас, или македонската верзија е Павле Хасанагов, но бидејќи тој е протеран, неговото семејство е протерано од Централна Македонија, сега што се нарекува Егејска Македонија, и по документите така е заведен. Без разлика, не навлегувам во тие поединости, но тој, иако не живее во Македонија, перфектно зборува македонски, дури на секое гостување го забележувам, дури ги знае и најновите сленг, скопски модерни изрази, така наречени. И во прво време Јога Сојузот ни испрати, се викаше јога инструктор, но по ранг беше само постар, како се вика, се уште не беше вистински инструктор. Така. Беше постар демонстратор. Демонстратор, добро. Да. И ние брзо, многу брзо, можеби за неколку години, ги надминавме можностите, но бидејќи тоа беше веќе период на отварање кон светската библиотека наречена интернет, кој е гладен за знаење, таму можеш да најдеш многу нешто, читавме, гледавме и така натаму, и многу брзо го надминавме тој. Така. И тоа е тој преод. И тоа е тој преод од обичен јогист. И така? Со најнапредните практиканти од нашето здружение или нашиот одсек на Јога Сојузот, баравме од централата да ни испратат некој подобар или понапреден, или пак тие да одберат кој од нашата средина да може да се надогради. Така. И не добивме на неколку посети, не добивме како соодветен одговор или виза, бидејќи централата се постави према нас како ние ќе одбереме ако треба, но засега не гледаме некој потенцијал во нашите практиканти. И остана статус кво. Од првата година бевме 10, на кулминацијата бевме повеќе од 20. И кога се случи тој критичен момент да го надминеме ние нашиот тогашен инструкторка беше, почна да се намалува членството и останавме на скромни 5-6 практиканти. Така. И така полека јас побарав по интернет. Така. По интернет побарав. Најблиската школа ми беше во Србија. Посетував таму курс. Бевте на повеќе курсови, семинари, Првиот ми беше тој. А семинари имам еден мал безброј, не милион, повеќе се. Така. И
Стасавте и, Така. и до Индија. Стасав и до Индија Така. и сега сум на светската ранг листа на йога асоциацијата Himalayan Yoga Association се вика. И од ова година сум и единствен представник во Европската йога федерација. Единствен представник од Македонија, така? Од Македонија, така. да. Добро. Значи, паѓаат во вода некои тврдења на оние зли јазници кои велат, тоа е само комерцијализација. Предпоставам така, нели? Но, да ви кажам дека ме познавате поодамна. Да. Значи, доколку моите сили, не само физички и ментални, сум ги насочил кон некаков бизнис, јас секако дека ќе имав многу пари. Да, и ќе се занимавате со нешто друго, да кажем. Да. Предпоставувам. Но вие се сеќавате Така. на еден период, тоа беа 10 години, сега што ги гледате овие откривање на таленти, Така, X фактор, така. Y фактор и не Така. знам која друга буква. Значи, јас тоа го работев, значи без ниту една скршена пара. 10 така. години. Токму така. Тоа се викаше Струмичка пролет. Тоа ми беше намерата на ова прашање, да им објасниме на гледачите дека не е се во парите. И тоа не е се. Така. Последната година собравме сили, тоа се вика материјални сили, од организаторите, ние што имавме, двајца имавме тонски студија, да платиме снимен материјал, новокомпонирани народни и забавни песни, Така. плативме озвучување од Скопје, бидејќи тука немаше се уште, Така. и го представивме Струмичка пролет како вистински фестивал. Апсолутно. И имавме заедничка песна, јас и вие. Имавме заедничка песна. Која ја пееше, верували или не, Раде Рогожаров. Зошто да не верувате? Има некаде снимки, јас ги немам за жал тие видео снимки, но некои од колегите ги имаат. Следниот мој потек беше, ќе се сетите на матурантската парада. Така. Јас на посета во некој си град, гледам на плоштадот ти град и одам на кај што пуштат музика на микс пултот. Кој го организира ова? Вика тоа младински од Скопје. Дај ми телефон, контакт, немам овој човек, тој тамо. И почнав со матурантска парада. Неколку години и таму бев прилично активен и се полакомија некој, не спомнувам луѓе, се полакомија околу организацијата на штампање на мајци, на не знам што, демек тука може тони некој ќар да вада, тоа, она, и јас се повлеков. Значи, сета таа моја сила да сум ја насочил кон некој бизнис. Така. Токму затоа ми беше прашањето, за да расчистиме некои нешта. Нашето време немилосрдно тече, емисијата се вика 15 минути со и предпоставам го надминавме тој временски период. Ако поминаа 22 години од Сурија Сонце, што треба, имате ли направено план и програма за наредните 22? Кои се вашите цели? Да, секако. Тоа им го зборувам на помладите, особено на понапредните практиканти, дека ние таа генерација сега што некои од моите заеднички практиканти веќе практикуваме, повеќе сме заедно од 10 години, но веќе гледам кај некои кои можат да го превземат јогиското кормило, бидејќи никој не е вечен. Апсолутно. Сите сакаме да траеме што подолго, но има тука други закони кои ние не можеме да влијаеме. И посакувам се повеќе луѓе
да ги препознаваат добробитот од јогата, тоа што телото може да го добие, тоа што умот може да го добие од јогата, тоа што духот може да го добие, тоа што енергијата може да го добие и на крајот емоции има многу. Така, така. За самиот крај. Сурија сонце, а влегуваме во зима, уште малку, кога нема сонце. Како сурија сонце функционира во период кога нема сонце? Многу тоа не е важно за нас, затоа што кога ќе заврши часот, Така. Сонцето е во нас. внатре грее сонцето и тоа се вика анахата чакра или срцевата чакра и тука имаш една топлина која те трае до наредниот час. И нека трае, господин Недаов. Ви благодарам за гостувањето во емисијата 15 минути сон. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути сон на програмата на ТВ каналот ВИС. Довидување до следното издание на оваа емисија.